Државата и источниот регион од претходната недела се зафатени од топлотен бран. Високите температури се причина градот да биде полупразен, а граѓаните своите итни неодложни работи ги вршат во текот на утринските часови, за да се заштитат од протоколовата фаза. Високите температури лошо влијаат на организмот. Нагли се промените. Мора да се пазиме од жешкото. Се повеќе подценка, ладна вода, алкохол да не пиеме, да избегнуваме топлите бранове. Ние мораме да се почитуваме ради нашето здравје. Највеќе прво, а плюс тоа треба да ги слушаме луѓето, тие се по-компетентни. Моментално, јас сум 82 години, ќе напомнам. Моментално криме се доле по тоа поладно и така, пуштаме криволурат. И по врските на сабаје рано, што треба земеме и така. И сега земеме на ручок, ручам и одмарам на ладно. Анкетираните велат дека ги почитуваат мерките и препораките од надлежните за заштита од високите температури. На терен можеше да се забележи само мала раздвиженост, односно граѓани кои имаат обврски за средување. Една од мерките и препораките донесена од страна на владата беше да не се излегува на отворено во критичниот период од денот, односно од 11 до 17 часот. Работењето на комуналното предпријатие Водна кула од Зрновци од аспект на кадровски ресурси ќе се стави во соодветни законски рамки, зашто во процедура е донесување правилник за систематизација на работните места. Иако овој правен субјект функционира повеќе години, за прв пат ќе добие официјален документ според кој ќе може да се направи реална реорганизација на постојните вработени, но и да овозможи пополнување на нови работни позиции што би се јавиле како потребни во иднина. На последната седница на Советот на општина Зрновци беше нагласено дека досега имало некаква систематизација на работните места, но од правен аспект таа воопшто не била регистрирана, ниту пак спроведена во практика. Поради тоа ни вработените не можеле да добиваат редовни плати, туку им се исплатувале како аванси. Со оглед што во новиот правилник е наведено дека комуналното предпријатие во Зрновци може да има 30 на работни места, меѓу советниците се јави дилема дали сите се потребни и дали задолжително треба да се пополнат. 31 вработен, како што е наведено у систематизацијата, за нашето комунално е несватливо. Целата таа процедура, дали ќе се примене тука кај нас или не, останува да видиме. Дали таа систематизација само треба да имаме како хартија, ради инспекција ради тие работи, или ќе се применува? За прв пат комуналното јавно предпријатие се изработува систематизација. Таа систематизација, народски кажано, содржи 3 документи: функционална анализа, правилник за систематизација и внатрешна организација. Сите тие работни места што се предвидени у таа систематизација се согласно и правилниците за работни места. Не значи дека у таа систематизација работните места што ги спомнавте дека некој ќе бидат продадени. Ние претежно треба со донесување на оваа систематизација да вработените веќе ги ангажираме на соодветните работни места со соодветни решенија, а и живи и здрави, ако веќе ние година време се трудеме, тоа е долгорочен процес да тоа комунално предпријатие го направиме не само плати да зиме, туку и рентабилно и прогресно, кадрова екипираност да може. Значи, јас мислам дека и стагнацијата на тоа комунално предпријатие е било и заради кадрова неекипираност. Не може човек да работи 4-5 работи, затоа што некои од тие работи предизвикуваат и конфликт на интереси. По образложението на градоначалникот Коцев, Советот на општина Зрновци даде едногласна поддршка на предложениот правилник за систематизација на работните места во комуналното предпријатие Водна кула. Со тоа документот се доставува до Министерството за информатичко општество и администрација, од каде е потребна согласност. Според првично изработената систематизација, што не била законски прифатена, во комуналното предпријатие се предвидени 12 работни места, од кои 9 се веќе пополнети. Државата ќе откупи 15.000 тони домашна пченица за потребите на стоковите резерви,
а одлука за откупот донесе владата по предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Владата ја задолжила Агенцијата за стокови резерви планираната набавка на 15.000 тони пченица наместо во еден да ја подели во 5 лотови од по 3.000 тони, при што треба да се даде предност на домашните количини. Ваквата одлука беше по барање на подсекторската група за жито, што Министерството за земјоделство ја поддржа и достави информација на владата. Таа го прифатила барањето и ја задолжила Агенцијата за стокови резерви да постапи согласно барањето со продолжен рок на набавката за дополнителни 10 дена. Исто така, за поддршка на производителите на јачмен и пченица, Министерството за земјоделство веќе креираше 2 нови мерки што се предложени во владата и се очекува нивно освојување на некоја од следните владини седници. Преку интервентната програма креирана е нова мерка со која се обезбедува поддршка за пченицата преку дополнителни 3 денари за предаден килограм кај регистрирани откупувачи во периодот до 31 август годинава. Со измена на уредбата за директни плаќања, креирана е и мерка за дополнителна субвенција за остварено производство на јачмен во вредност од 12.000 денари по хектар без скалесто субвенционирање. Мерката е наменета за производителите на јачмен кои оствариле минимален принос од 3000 кг по хектар, а производството го предале кај регистрирани откупувачи или го складирале во регистрирани објекти. Исто така, поддршката се однесува и за произведени количини јачмен што е продадено на домашни фарми или пак земјоделците производството го искористиле во сопствени фарми во период до 31 август. Општина Кочани преку јавна објава бара 20 лица што ќе вршат ревизија на пазарната вредност на недвижен имот на територијата на општина Кочани, што представува основ за утврдување на данок на имот. Лицата ќе бидат ангажирани со договор на дело и ќе вршат прибирање податоци од терен, фотографирање, евидентирање и пополнување образци наменети за секоја катастарска парцела на територијата на општина Кочани во градот и во населените места каде што има одредена градба, односно недвижен имот. За извршените работни задачи на ангажираните лица, општина Кочани се обврзува да им исплати паричен надоместок во износ од 100 денари за прибрани, обработени и доставени податоци за недвижности изградени на катастарска парцела, која гласи на физичко лице, и 200 денари за податоци на недвижности изградени на катастарска парцела на правно лице. Заинтересираните лица треба да имаат завршено минимум средно образование и да знаат да работат со компјутери. Пријавите со документацијата се доставуваат во едношалтерската канцеларија на општина Кочани или по пошта на улицата Раде Кратовче, број 1 Кочани. Рокот за пријавување е до 2 август годинава. Основното училиште Страшо Пинџур од Соколарци ќе ја искористи паузата во текот на летниот распуст за подновување на инфраструктурата и подобрување на затоплувањето во училишниот објект. Во тек е постапка за набавка на нов котел за парното грејење, што како енергенске користи пелети. За оваа намена од сметката на училиштето е планирано да се потрошат 250.000 денари, а неодамна заврши јавниот повик за избор на добавувач на опремата. Според техничката спецификација, предвидено е да се набави и инсталира котел на пелети со капацитет од 80 киловати, а што ќе може да ја загрева водата до 90 степени Целзиусови. При тоа, одреден е и режимот на работа што треба да биде задоволен, односно котелот да може да функционира и при надворешна температура од минус 25 степени. Покрај котелот од добавувачот се бара да обезбеди и монтира и трокрак електромоторен вентил со пречник од 5/4. Во зависност од бројот на пристигнати понуди и по изборот на најповолната, со избраниот добавувач ќе се склучи договор. Потоа тој ќе има обврска транспортот и монтажата на котелот и опремата да ги реализира во период од 30 дена.